Добро вечер, се враќаме назад со програмата во живо од студиото на 1TV. Некоја минута по 19 часот е повторно термин кога на оваа маса разговараме со луѓе за кои што сметаме дека имаат што да и соопштат на јавноста. Денес е четврток и овој вечерен термин нема да биде искористен за политичка дебата, за луѓето кои што веројатно се едни од најпопуларните во нашата земја, туку ќе зборуваме за тоа со што се соочува обичниот човек во Македонија и што му се случува на обичниот човек во Македонија кога наидува на институции кои што помалку или повеќе играат пинг-понг со неговата судбина или пак кога се судира со процедури за кои што во исто време сме сите свесни дека може да бидат искратени и поедноставени, меѓутоа тоа сме навикнале да трае со месеци па и години. Велам добро вечер за Сузана Караџевска. Снежана Сузана, извини на почеток грешка. Добро вечер за тебе и добре дојде во студиото на 1TV. Добро вечер, добро ве најдов. Не е прв пат да се дружиме со тебе, со оглед на тоа што пред некој месец твојата приказна во една поинаква верзија ја третиравме на нашата програма, но овој пат решивме дека заслужува малку повеќе внимание. Снежана, како што можете да забележите, е жена со инвалидитет, ги имате изгубено двете нозе во сообраќајна несреќа во Турција пред отприлика 2 години. И 3 месеци. И точно 3 месеци. Како викаш, како може животот да ти се смени? За една секунда. За една секунда. Вистина. Никој од нас не знаеме, нели? Некој да ми кажуваше дека пред 2 години ова ќе ми се случи, керчев не е можно. Никој не знаеме што може да се случи и вистина е голема трагедија за било кој, на било кој да му се случи оваа работа. Се будите, кажав неколку пати во Турска, не знаете кај сте, што ви се случува. Нема да ја раскажам голготата. Најважно од се е дека кога се разбудив си реков, па добро, немам нозе, ама медицината сега е, нели, пософистицирана, напред идат, има протези, па сега можеби ќе бидам приспособена да можам да го продолжам животот. Мислите води цело време, предпоставувам. Така. Тоа е нешто што нели те тера да... Сега ме води уште повеќе, бидејќи во тој момент мислев така, ама после видов дека во светот е многу тоа софистицирано. Луѓе без 2 нози, 2 колена одат и тоа баш одат. Јас не велам дека во моите години јас треба да одам по скали или дека треба да трчам, ама дека сама ќе можам да се грижам за себе, макар и со овие помагала, дали ќе бидат дубак или што сака нека биде, важно е да можам да станам, да одам, да се ги извршам моите секојдневни работи. Снежана, за жал, живееш во зграда на 3-ти кат без лифт. Со тоа автоматски ти е ограничено движењето. Зависиш апсолутно од околината, односно од луѓето од твојата околина, дали е супругот, ќерката, мајката, соседите. Најмногу тоа ја прави, нели, состојбата уште потешка. Не излагам на тераса. Да, не можеш ни до балконот да одиш. Оно што вечерва сакаме да го зборуваме е тоа што е твоја фактичка состојба со тоа што се институции во државата кои што нели можат да ти помогнат да си го олесниш животот, или како самата кажуваш, јас знам дека можам да одам. Така. Ако се најдат средства за операцијата, протезата и така, но нека и нас, да. За да одиме со ред, бидејќи овој тип на приказни, оно што вечерва ќе го кажуваш, јас мислам дека е многу пати досега и слушнато и кажано од нормално други, ќе речам, и случаи, судбини, така натаму. Но и сега си во некоја фаза во која што можеби можеме нешто да... Ни риба, ни девојка. Да смениме, така, ни риба, ни девојка, но можеби нешто можеме да смениме. Да почнеме со тоа, каде е твојата решението на твојата состојба? Пред да го кажам решението, така малку еден вовед да дадам. Не, ќе одиме ние тоа, само да видиме, значи, тоа што може да биде изведено, конкретно за твојот случај е во Холандија, во болница во Холандија. Така. Дојдов до сознание дека лица како мене во Холандија и во други држави, но во Холандија исклучиво се прави таа клик протеза која е многу едноставна за мене бидејќи немам 2 колена.
Освен што немам две нозе, немам две колена, што е многу битно. Камо да имав едно колено. Таа клик протеза ќе видиме можеби на ако се пушти тој инсерт. Да, можеме да режија. Многу лесно може да се стави инсертот да го видиме за тоа како изгледа таа протеза. Затоа што друго е кога имате една нога па се подпирате па се нешто ќе направите, нели? Имате. А кога немате две, немате на што да се подпрете. Оставени сте сами на себе. Јас се јави во Германија во Не, ова е фотографија од тоа Ова е фотографијата што нуди нашата држава за мене. Ова е решението според Да. Фондот за здравство смета дека јас ова треба да одам и дека тоа е доволно. Дали можам, дали е битна возраста, дали е битна обуката, нив не им е важно. Они сметаат, па ние имаме толку пари, ова е тоа, сакаш оди, сакаш не оди. Те ги торливи, тоа е. Добро. А тоа што имаме како видео... Испаѓа во нашата држава дека ако си овде роден и ти се случи ваква работа, ќе останеш во количка. Тогаш за каква инклузија они зборат? Нон-стоп. 3 декември, да не правиме муабет што све се случува, како ние ќе ги, нели, ќе ги вметнуваме лицата со посебни потреби. Некој можеби и се и треба, ама јас зборам за себе. Ја не зборам за сите. Секој случај е индивидуа за себе. Јас тоа многу пати го кажав на многу места, дека дури и некој многу помлад од мене, со истиот хендикеп, многу полесно ќе се научи на било какви протези, но со стручна, малку постручна обука од наша овде што се нуди. Тоа е едно. И лица како мене, кои, да не заборавиме, јас имав скршена рака. Едно ребро, ми беше дупнато белодрбно крило. Значи, да не се лажеме, јас закрепнав, имав сили, благодарение на професор доктор Ѓорги Зафировски, он ми даде голема надеж, ми вика, па ти со една нога треба да станеш со штаки, значи тоа не е проблем, додека умот уште ти мисли дека одиш. Дека не ти заборавил, он не заборава, него ете, нели, дека уште си во физички јака. Јас сега сум и потешка, зборам во килограми, нормално 2 години и 3 месеци да седите и да лежите. Јас кога дојдов во ситуација дека не смеам да седам во количка долго, затоа што се надевам дека ќе одам. А ако се надевам дека ќе одам, не смее да ми се скрати мускулот. И вие сега нигде не сте. Ниту сте некој што е... Што се случува со почетниот процес на рехабилитација? После операцијата ти се враќаш во Македонија и оваа држава овде ти нуди, предпоставувам, физикална терапија. Така. Значи, после отпуштањето до ортопедија имав некроза, да не ја шириме многу, тоа е па друга тема. Посебно приказна, така. 7 месеци негде, да речеме, после случката. Одам во Заводот за рехабилитација, докторката констатира дека веќе сум способна, можам, чкунките се зараснати, јас сум силна и ми препишува протези. Тоа се тие протези што сега ги гледаме. Да. Одам во Славеј, тие таму ми ги изработуваат, нели по моја мерка. И тоа значи дека јас не смеам да се здебелам, не смеам да ослабам, оти тие ќе паднат, но овие се уште пробни протези и можат малку да претрпат моделирање. На основа на овие се прави трајни. И од нив нема веќе бегање. Значи ако се здебелиш ти паси у количка. Ако ослабеш, па ништо не правиш, ти паѓа. Сам не можеш да станеш затоа што немаме рехабилитација за мене во државата. Да не се лажеме. Јас неколку пати барав одговор. Како може сегде во свет рехабилитација за мене да трае од 6 до 10 недели, а кај нас 15 дена. 3 недели, кои ќе ги одземете сабота недела, значи имате 15 ефективни. Како што се вие супермен, мене како ќе ме обучат да одам ја? Дури и најсофистицирани. Што се случи кога отиде во заводот? Сега ќе ви кажам. Имаше ли некој што знае да работи со случај како твојот? Не. Они виделе, имале тешки пациенти кои лежеле таму, ама друго е вие да ги видите, а друго е да ги обучите да одат. Јас прашав, дали до сега сте обучиле некого да оди и кажете ми со име и презиме. Ама знаете, ние имавме... Не ми кажувате што сте виделе. Кажете кој излегол од овде да оди. Со помагало, не е важно. Со случај како твој? Да, случај како мој. Ама знаете овој оној. Јас после открив дека тој овој имал колено,
дека оно имала една нога, значи нема абер. Таков не постои. Ако постои, бујрум, нека дојдат да кажат кој е тој и како успеале за 15 дена да го рехабилитираат. Многу ме интересира. А ги одеше ли тие 15 дена таму? Јас тие 15 дена за волја на вистината, што да ви кажам, бев многу имав голем ентузијазам. Ја мислев дека тоа е готово, дека ќе одам. Не знаев дека тоа нема врска. Ми дадоа протези и кога ми ги дадоа од Славе протезите, ми рекоа, па сега Господ на помош, кај нас нема искуство за некој како тебе. И јас викам, Снежана не си единствен случај. Мислам со буквално идентичен. Прашував дали има како мене. Добро. И во државата има еден или двајца? Еден јас познавам. Што го знаеме сигурно. А имало уште еден, ама не го познавам. Добро. Тоа е сега возрастен човек, 48 години има, 47, така нешто. Пред 27 години ги изгубил двете нозе во ратот во Југославија и јас со него се консултирав за многу проблеми кои исто ги имав. И ви кажав во еден разговор дека се стави во една група америчка Help for Amputee и таму видов многу работи што овде немав кого да прашам. Друго е доктор кој ќе ви каже што прочитал, а друго е некој што го има истото искуство. Не е исто, нели паталец и Значи со пациент како тебе немале искуство таму за да ти затоа што тој човек рехабилитацијата негова се одвивала во бивша Југославија и траела многу долго. Знаете како ми вика, мене не ме остава ни еден момент да помислам дека немам нозе. Јас цело време имав рехабилитација, са бајле навечер, првите протези беа никакви што одев. Мислете, он бил војник, он бил во полна снага, да. И откако завршува овие 15 дена во кои сваќаш дека ништо нема да се смени. 15 дена трае 3 месеци. Тоа да не збориме, значи нема континуитет. Друго, со мене не работи еден физиотерапевт. Со мене работат тие што се на смена. Денеска сум дошла е некој. Следната недела тој некој отишол втора, дошол друг прва. И вие наидувате на неколку различни на кои треба вие се да му покажете што треба да прави. И каде што многу е смешно кога напишале во мислењето од Заводот за физикална медицина дека обучена сум. Па невозможно е тие протези ја сама да ги ставам и да ги извадам. Јас 2 години 3 месеци плаќам физиотерапевт дома, доаѓа, она ми ги вади, она ми ги става. И двајца ме креваат, она и уште еден, да станам, па со дубак да направам неколку чекори. Тоа не се чекори, значи јас повеќе се потпирам на дубакот. И го кревам, па се потпирам, и тоа е одење. Ама вие кога не можете да станете и да седнете, какво одење тоа? Значи, никако. Јас не можам со една рака да правам нешто. Тоа на Запад не оди така. Тоа на Запад оди заедно. Значи, тимови. Така, тоа е тим. Не може тоа еден ќе дојде ќе те научи тебе, ај сега чао, овој ти ги направи, овој вамо ти ги импотираше нозете. Не оди тоа посебно, тоа оди заедно. Ако сакате резултатот да биде, човекот оди со протези. Зошто почнав да гледам, видов дека ова не бива и почнав да барам на интернет што се случува. Стаби во контакт со Аџибадем Токуда во Бугарија, со една докторка. Знаете, кога комуницирате со некој, не знаете како изгледа. Стигнувам тамо, она ми рече дека ќе стигне еден доктор од Отобок, кој ќе ме прегледа. Ова беше лани во ноември. Пред една година. Така, пред една година. И јас се среќам господин човек, некој возрастен, значи со големо искуство, сакам да кажам. Докторот од Германија, он ме виде се и да рече дека сум во добра физичка кондиција. Браво за година и кусур како сум испеала. Си мислам да знаеш како, јас и знам. И он ми кажа дека дури и да ме научат да одам со протези, традиционални, оние класични, е голем проблем. Нормално колената треба да бидат со микропроцесор, не можат да бидат обични. И тогаш се случува по некое време, бидејќи сега веќе сум во години, значи за 2-3 години, мускулатурата толку многу ќе се олабави, што ја тие протези не можам да ги носам. Ми рече дека најважна работа во моето одење не е одењето, него станувањето и седнувањето. Тоа треба некој да ве обучи. Кај нас појма немаат како се станува. Мене знаете како ме станува во заводот? За шорцот позади. Зашо правиме муабет? Да не кажам како тоа болно изгледа. И многу ме чуди што фондот за здравство така
лежерно одбива работи за кои е свесен дека тој треба да ги плати. Како фондот за здравство мисли дека некој како мене за 15 дена ќе се откриваш точната институција и зафатот кој што така. Јас не знам само од режијата дали ние го помина изгледа. Дали го видовме видеото за тоа како треба да изгледа тоа што очекува Сузана Снежана. Леле, зошто Сузана цено треба? Подобно нешто кога некога ги ти се заклучи дека треба да сега Сузана. За Снежана зафатот кој што би ти го сменил животот практично. Тоа се како вика... велиш ти, јас само сакам да одам. И да бидам способна за себе, да не бидам терет на државата. Зошто мене да ми плаќаат персонален асистент? Нема да ми треба. На државата и треба ЕВА. Погледајте. Да, тоа изгледа вака. Тоа е господја многу постара од мене, нема дури два прсти, мислам нема прсти на рацете. И она оди, ама не оди со 15 дена обука. Да, ова значи, трае. Јас 6 месеци, сега веќе и повеќе, колку 7-8 месеци комуницирам со докторот од Холандија. На видеоповик. Тоа е тим на физиотерапевти заедно со ова како се вика со да, го следат процесот од почеток до крај тоа. Се работи за осеинтеграција, вметнување на импланти во коската. На тоа се става тоа едно мало делче кое се вика клик и на него се наметнува протезата, но видете ги протезите. Не се моите протези што ги даваат од фондот. Тие протези можеби се добри за некој со една нога, можеби за помлади. Сега откриваш и нели се обидуваш со барање во фондот да ти се овозможи да ги добиеш некако овие протези. Нормално тоа барање треба да биде подкрепено со лекарско мислење, со мислење на луѓето од Заводот за рехабилитација и така натаму, нели многу документи тука треба да се соберат. И тука сега, како што многу пати досега сме имале прилика да слушнеме, почнува тоа од врата на врата. Пака да ви кажам, најважно од се ми беше мислењето на докторите од Холандија. Да. На мислењето на нашите доктори не ми беше важно, затоа што видов, разбрав колку е саатот и тоа беше тоа. Што се случува со докторот од Холандија? Он прво нешто што ме праша е дали пушам. Тоа беше првото, а второ ми рече дека треба да пополнам еден прашалник. За разлика од докторите во Германија и во Австрија, тие не пристапија така. И тамо се прави осеинтеграција, и тамо се јавив. Пополнив еден прашалник, го има и на видеото, тој е огромен прашалник и одговорив на сите прашања, му дадов снимки, магнетна резонанца, значи се да. Здравствен карактер. Они мислеа дека ја после толку време дека имам протези и одам. Ја кога кажав какви протези имам, кои им ги покажав, ама кој им кажав и дека не одам, им беше јасно со каков пациент имаат работа. Дека ќе треба сигурно повеќе да работат отколку некој што веќе одел и сега само му треба осеинтеграција. Јас да имав софистицирани протези, сега немаше да барам. Сега ќе барав само осеинтеграција. Ама ја немам ништо. Јас само имам добра волја да одам, ништо повеќе. И се наоѓате во ситуација, тоа многу ме иритира. Како тоа пациентот сам да си бара лекување во странство? Замислите, некој не знае, нема интернет, нема можност. Значи, тој е осуден, без разлика дали се работи за мене, за било кој што бара. Јас сочествувам со сите што имаат проблем голем медицински. Да не испадне мојот проблем е најголем, таман работа. Ја и за тоа чекав толку време, за тоа и не поднесов барање. Јас се надевав дека ќе добијам пари од осигурувањето и дека се ќе си овозможам сама од собраќајката. Тоа трае и не се знае која ќе трае. Знаете какви се студовите и вие се наоѓате во еден лавиринт, нигде не сте. А времето вече така е. Не смеам да седам долго време. Значи не сум човек што е цело време во количка, па да можам нели да си ги извршувам сите работи дома. Морам, ако седам, морам после тоа да лежам, да се исправам мускулот, бидејќи не одам. И вие нигде не сте сега, ни риба, ни девојка, што сте сега вие? Или сте ова, или... А тоа трае 2 години и 3 месеци. И до кога? И решавате да ја почнете... Ми се изгуби достоинството, секојаш кога сакам да излезам, прво ќе се изнаплачам, излагам од дома комате паралов отечена во очи, затоа што ми е незгодно веќе да ги молам комшиите, они со добра волја го прават тоа, ама стварно е непријатно. Многу е непријатно да барате некој
да ве симнува. Јас ќе го сменив и станот и се, ама кога немате пари, што ќе правите? Јас парите ги дадов на физикална рехабилитација, на операции, повторни реампутации, на лекови. Зошто ми требаше мене тоа? Ако некој не се најде соодветен и да каже, оваа жена нема 2 нозе и 2 колена, ние не можеме да ја помогнеме во државата, тоа што се нуди како фонд не и помага, ајде да видиме како може да ја помогнеме. Па дури и да не ми дадат пари, да речат, ова може, ви следува, не се прави таква операција, лица како вас одат тамо-вамо, нели, во било која земја, да речеа нешто. Не, вие сте оставена само на себе. Ако си успеете да побарате негде, што не значи дека и ако ви одобрат, ќе ви го дадат тоа. И тоа разбрав. Не знаев. Дека дури ако ви одобрат, они ќе одберат каде ќе одите. Не вие тоа што барате. Ако сте се мачеле, пари сте потрошиле, време, нерви, дома, мисли некој на моите? Не, баш му е гајле, па не е жена му негова? Нели во прашање? Јас сум, која сум ја? Никој. Обичен граѓанин, смртник. Шеташе по улици која беше шарена револуција, никој не ме тераше. Сама доброволно, со мојата Ане. Да не е Ане, ја не знам што ќе правам. Знаете, се има некоја поговорка, често што се спомнува, вика, ако го немате тој, подобро измислете го. Па некој ако нема Ане, нека ја измисли. Јас имам пријателка, не може да се опише. Значи, не знам, баш така, треба да ја измислите. Како почнува и на што се сведува сега комуникацијата со институциите? Барањето кое што рековме треба да го поднесеш до фондот, повеќе, поточно најмногу зависи од конзилијарното мислење на лекарите. Анета, ова се е жива смешка, значи смешка е, ова е невидено нешто. Лекарите велат што? Прво, не можете да поднесете барање. На 30 јули јас се сретнав со докторката Вера, јас извинам, не го знам презимето од фондот, и видеото она го има. Јас имам кога сум ми го пратила. Она знае за што станува збор. Сите се прават како не сум одавде. Сум аманте луѓе. Не ме ставате во ситуација да почнам се да зборам. Добро, што ви велеа? Дека па добро, со интеграција не се прави тука, ама за протези не знам што ќе биде, како ќе биде, ние имаме веќе стандарди. Ја викам добро, стандардите на фондот за ваков случај велат дека ти се дуваат протези како вие што ги видовме на фотографија. Така. Јас им викам, ве молам да дојде некој од Заводот за физикална медицина и рехабилитација и овде да демонстрираме како они тоа мене ме научија да одам, да ги ставам и да ги вадам протезите. Дали некој ме видел како тоа изгледа? Да видиме, тројца ми треба да ме станат, да ме седнат, разбој ми треба, да поодам натаму наму и со дубак сум одела до вратата од салата. Може да мислите, пуна сала, физкултурна сала, голема, тука сите, на куп, и ја. Пола луѓе не знаат дали да вежбаат со стапчево или мене да ме гледаат. Бе атракција. Тоа не се прави на запад така. Тоа достоинство, мене баш ми гали, ја не сум од тие многу што секира. Ама тоа не е добро. Тоа не е добро. Никоја од тие таму не би сакала да биде на моје место, верувам. Ниту па било која жена на овие горе што одлучуваат, не би била таму. Мене ми е јасно како оди тоа. Па јас сум била протнувана преку врата. Еве, да не ми е мојата Ана, ја не знам како крвна слика ќе земам. Не знам како. Затоа што она ме држи, ме на солзи ми течат, затоа што ја болка не можам да издржам. Моите нервни завршетоци не се средени. Јас имам голем проблем со болка. Они викат протези, кои протези, кои ставиш протезите, тоа е таков притисок. Значи во ногата, цела нога ви се става во таа пластика и се прави вакуум. Значи ви имате таков притисок страшен, значи на голови е ногата. Гола ви е. Бојрум некој нека повели да проба како тоа изгледа и нека ми каже дека тоа е добро. И дека ние сакаме да влеземе во Европа со овие протези. А што ти велеа на тоа? Ето што си одбрала, каде си одбрала и така натаму. Имаше ли коментар на тоа? Не, никој не го интересира ништо. Никој. Ти треба да доставиш нешто што си нашла негде, да покажеш фактура. Ти им достави фактура. Колку тоа би чинело, колку би чинела протезата, чекајте додека стигнеме до фактурата, значи требаше да одам да поднесам барање. Тоа знаете како изгледа, некој да ве симне. Па да нарачате комбе, па да стигнете тамо, па тоа е голгота. Стигнувате тамо, доаѓате кај некој доктор и тој вика,
А не можам јас да ви дам барање. Не, упат дали имате? Ја викам, немам упат и не ни можам да земам, бидејќи за овој месец се пополнети местата. Барам итен упат. Така ми рекол од фондот, да речам. Јас така реков. Ја не знам дека постои тоа. Ја така реков. Докторот некако виде дека изгледа инсистирам, морам. Влегов тамо. Ја ми кажете што сакате. Не можам јас да ви дадам никакво мислење за барање, затоа што тој што ве води, тој треба да ви даде, тоа е доктор Камнар. Јас чаре, се јавувам пак во фондот и ми кажат, не, како па, ако е доктор Камнар на одмор, има кој да го менја? Па викам, има замена, ама докторот така ми рече. И нормално си се вратив дома, никому ништо, без ништо. Чекав да се врати докторот, од одморот, со станоци лево-десно, на крај се сретнавме. Се сретнавме, почекај, снежи се, ја ќе се видиме. И он мене ми вика, извини, ама ја не можам да ти дам конзилиарно мислење. Викам, зошто? Ке мора пред со фондот да разговарате. Викам, како така? Па така? Извини, ти си млада, имаш право на осоинтеграција, ние тоа не го правиме тука. Имаш право каде сакаш да го направиш, имаш право да одиш, имаш право на живот, ама јас не можам да ти дадам. Јас верувај во моментот готов, полудев. Му пишав и на министерот Филипче, ги имам преписките, дека како може некој од фондот да му наложи на докторот што да напише. Што да мисли? Па да, негово право е дали оно мисли дека јас имам право да одам, дали сум физички подготвена, психички, каква сум, што сум, негово право е. А фондот, дали ќе даде средства или не, тоа е башка есап. Не ми одговорија на тоа никому ништо, ја па си терам по мое, немам друго чаре. Знаеш, кога си оставен сам на себе, толку е приказката. Побарав од докторот, инсистирав да ми даде мислење. Какво такво не е важно, не ме интересира. Напишете дека немам право, дека не сум способна. Што и да треба напишете, само дајте ми, не ме оставете без ништо. Добро, тоа се случи тама после уште 2,5 месеца, дали ви се верува, по 2,5 месеца, и тоа не ми даде доктор Камнар, ме го даде некој друг доктор. Значи, можел и оној првиот да ми даде. Не морал овој. Ми даде една реченица, дека тука не се прави... Не е таа реченица, друга. Во барањето стои друга реченица. Со се тие документи што ги имам ја, извинете да кажам дека моите документи оригинални се во фондот пензиски, бидејќи имам привремена пензија, од комисијата сметат дека јас сум способна да работам, дека за мене има услови, ќе летам од зградава, со се количка, тоалет нема нигде за мене, и дека до мај 2019 треба документите да седат таму. Да седат таму, пошто ќе треба повторно да на комисија. Докторката ме убедуваше дека јас треба да сум позитивна. Јакам, вие мене не ме знаете, јас сум многу позитивна. Ама, дали ме гледа дека ја не сум во состојба ништо да направам? Не, вие мора да бидете позитивна. Видов што значи да бидеш позитивна, бидејќи една друга, која беше без една нога, но која работи во државна институција, од Прилеп, во школа, професорка, не барала жената да работи скратено работно време, не зи дадоа цела пензија. Зашто? Затоа што повеќе се исплаќа буџетот, нели? Да ја прати незде во пензија да вработи друга, а јас бидејќи приватно работев, за мене тоа не важи. Сама ќе си барам после работа, нормално, нели? Тоа е страшно, страшно. Бидејќи имам уште некои 10 минути. Да не пропуштиме важни работи. Тоа што на брзина ќе кажем шетањето пинг-понгот. Ми дава, значи, ми даваат една реченица, јас со сите документи што ги имам ги носам во архив, жената ги заверува, вика за кратко време тоа ќе добиете одговор, добивам позитивен одговор, да не кажам како тоа изгледа, шетања, еден куп, не е важно. Тој позитивен одговор го носам во Фондот за здравство, во архивата. Се носи тамо, се заведува, нели, добро. И сега не знам како тоа иде, кога треба да се јавам, не треба да се јавам. Неколку пати комуницирав со луѓе кои поднеле документи, па ги прашувам како тоа оди. И еден ден мојот предмет го доделиле до некој
дечко, по телефон слушам дека гласот му е младо дете сигурно е. Тоа е последно во сега, каде што... Не, од почеток со тој комуницирав, него го прашував, се распрашав на кој број, како да го добијам, ми кажа така го добив. И он рече да, вие сте кај мене, вашиот предмет е кај мене, не се секирајте, добро ќе биде, немојте да се ќе биде кој што треба. Добро. Треба ли нешто, викам, дополнал? Имам, викам, фактури од Холандија. Добро, убаво сте ги направиле на англиски, нема проблем. Добро е. Кога испадна дека... После не треба на англиски, треба на македонски. И во рок од 3 дена да ги донесете, инаку нема да се лекувате во странство. После почнуваат тие административни... И шетање натаму наваму. Едно од барањата беше, освен да се преведе роди мајко дете со сила сега, инаку ќе сметаме дека не сакате да се лечите во странство. Тоа е едното, другото беше со крајен рок. Нели, од денес за утре. И следното е 3 дена е рокот, да не мислат од денес за утре. Јас во вторник го отворив, у среда требаше да го однесам. А у понеделник го пратиле, тоа е од денес за утре. Дури да имав 3 дена, замислете да немам интернет, да не познавам никој што преведува, да живеам негде далеку во планина, не знам каде, значи како тоа ќе се изведе? Никако. Тоа значи ќе ве одбиеме. Сами сте се одбиле, демек. Тоа е едното. Другото беше докторот повторно да даде мислење, бидејќи со тоа што го дал не кажал ништо. Рекол дека во Македонија ваква операција не се изведува. И тоа е неговото мислење. И овие, нели, нормално не ми јасно. И сега Снежана, они ти бараат повторно мислење од докторот. Он повторно пишува исто. Повторно го пишува истото, значи упорно. Тоа што е последно... Ги видовте документите, ви ги покажам. Последното твое сознание, дека, нели, буквално пред некој ден што се вели, повторно мислењето е негативно. Извинете, морам само да се навратам на важниот момент. Во минатиот петок му се јавив на доктор Камнан и му реков дека ова не може вака да оди со преписки и рокови и ова се глупости, дека ова нигде не води, дека они бараат сега да дојде представникот кај нив. Викам, ако сте вие представникот од ортопедија. Да, од ортопедија. Ако сте вие представникот, дали можам ја да дојам со видеото, со документи да ви покажам уствари што треба да се прави. Да ви кажам дека јас во таа традиционална протеза не можам, затоа што мене кожата ми се кине. Значи они не знаат многу работи за мене. А како да ги дознаат кога не сум се видела? Јас само со архива комуницирам. И со доктори што не ги познавам. И знаете на мој термин, што ќе кажете вие? Ништо не можете да кажете. И се видовте со уште... Во понеделникот се видовме, ми закажа докторот средба, добро, ќе се сретнеме, нема да одам јас, ќе оди друг представник во ред, се сретнав тамо со доктор Адамов, со Поповски. Рекоа дека од горе доле нели знаат за што се работи, јас нешто што имав да кажам, кажав, и докторот рече дека ќе оди таму. Јас во вторникот звонев да прашам дали е готово. Немаше никој, во средата се јавив кај Сами, господин Сами, не го знам кој е, телефонот само го знам, и дечкото ми рече дека сум одбиена. Значи тоа е од... Да, јас реков дали дојде... Да, решението го немаш. Дали дојде доктор? Рече дојде. Дали докторот кажа нешто? Рече да, докторот, ова е негови збори. Докторот кажа дека сте физички и психички способна да одите, дека тука не се прави таа операција. Викам, а дали тоа е запишано? Викам, мислам дека не. Еве како се прави тоа што треба да се направи ако не сакате, ако не сака фондот да ве прати негде. Ако сакаат да ме пратат, ќе го запишеа. Сега може да го напишат и сега имаат време. Ќе се уважиш. Снежана, бидејќи сме на крај. Добро. И извинете уште за протезите да кажам. Значи протезите што треба да ми се дадат се најосновните од тие со микропроцесор. Значи зборам за Силек. Има Силек 1, 2, 3, 4, има Genium, значи отишле до не знам, ја не знам да кажам нека скупа кола. Добро. Јас само сакам да нагласам дека ти имаше особена желба овде да се сретнеш со и со доктори, да се сретнеш и со некој од фондот. Јас знаев дека тоа е невозможно. И јас знаев. Затоа не го чекавме решението, да. Не. Ново една комуникација денеска со луѓе од фондот.
нивното мислење давилат, па уште не е изготвено решението и така натаму, иако се свесни дека некој веќе те известил дека мислењето е негативно и нели стојат на тоа дека државата за тебе има решение. Тоа се веројатно овие протези кои што ги видовме како фотографија и дека врз основа на тоа, нели, твоето барање е одбиено и нели коментарот беше што ќе се случи ако секој кој што бара ваков зафат надвор од овде, што ќе се случи ако на сите тоа им го дозволиме. Ако дозволиме на еден, ќе бараат сите и така натаму. Смеам ли да одговорам на тоа прашање? Ајде. Многу ми се свиѓа тоа, како го измислија само. Прво и основно, многу луѓе многу работи бараат и сакаат. Ја не барам силиконски гради во Холандија, ја барам да одам. Како мене нема многу случаи. Протезите што ги нуди фондот се добри. Не им чини 15 дена рехабилитација за некој како мене. Таа можеби е добра протеза за некој помлад. Да, не е само протезата, значи, тука е посериозен процес. Се збори за протеза, и тоа што на ова видео не го прикажавме, а ја имав прилика да го гледам, а тоа е дека цели тимови работат. Така, тимски се работи, па не може. Треба и тој од Славе што ги направил протезите да биде присутен. Па дали треба баланс да стегне, да јас сега не се разбирам од тоа штрафоите. Значи они тоа треба да го направат. А не јас да се шетам како пациент натаму со протези наваму. Ова беше само уште една слика за тоа како нештата функционираат, за жал. Решението, реков, го немаш се уште добиено, тоа не те спречува да имаш ново барање. Јас се надевам дека луѓето како тебе ќе почнат да наидуваат на повеќе слух од институциите. Мене многу ме интересира дали може некој да им направи ревизија на фондот, за кого они тоа пари даваат. Многу ме интересира, навистина ме интересира, ама знаејќи како сега мене ќе ме спакуваат, што ќе исфрлат, што кажал докторот, што ќе додадат, што може и што не може, па јас гледам, видете, видете они што пишуваат за мене. Дека јас сум обучена да ги ставам и да ги вадам. Каква сум ја обучена да ги ставам и да ги вадам? Не е точно. Ја не можам ни да станам ни да седнам. Значи, ќе беше фер да кажат, ваков случај не сме имале. Не сме имали искуство. Они ме третираат како да сум со една нога, ама тоа не е исто. Не е исто. Докторката Лабачевска е многу фина докторка. Во една прилика гостуваше на Телма, јас се јавив во емисија. Ја прашав што ќе каже за мене за осоинтеграција. Онда рече дека јас имам волја, дека сум и физички, психички спремна и дека треба да одам, ама дека толку од државата. Тој ти го знаеш. Снежана, ти благодарам за ова гостување. Ќе ја следиме приказната и сите нови случувања, доколку има нешто на располагање сме за се што можеме да сториме како куќа и да ти помогнеме и нели да ги чуеме сите нови информации кои што ќе ги имаш во меѓувреме. Јас само би сакала никој после ова да не ме коментира. Ако сака, нека седне со мене на маса. А коментирање од смисол, знаете, почина девојкава, сега ќе кажуваме, или девојчето, па ќе кажуваме шо било. Не. Јас, фала Богу, сум жива. Добро е што не умрев, иначе да беше прашање смрт или живот, ќе умрев, очигледно. Ама добро жива е, нека седи во количка, нели? Снежана, борец си, уште нешто сакам да кажам. Многу ми се допаѓа што се прават големи напори за лицата со попреченост. Навистина се прават. И за родителите нивни. Но и јас сум родител. И мајка ми е родител. Јас сум нечие дете и јас сум нечии родител. Ја имам дете. Како ни сметаат да ме остават на моето дете? Кај ме паметот? Што сметаат? Дека сега треба да одам во онаа втора фаза бездомници, да го продам станот па да ми помогнат? Фала. Гледам уште има хумани луѓе, ако они не се хумани, има кој сака да помогне. Ама тоа што ми следува од државата, јас ќе го добијам. Не отстапувам. Милиарди да имам. Значи, воопшто не е важно дали некој има пари или нема. Ја немам. Ама не е важно дали имам или немам. Тоа што ти следува од државата треба да го добиеш. Снежана, ти благодарам уште еднаш. Ништо. Благодарам на вас на поканата. Почитувани, ви благодарам за вниманието од овој дел на студиото, а за некоја минута се селиме во студиото за Централниот дневник на Телевизија 1. Останете со нас.